Вие ја следите емисијата на Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јон и Бети Треновски. Почитувани слушатели и Facebook следбеници, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости, а наш денешен гостин е господин Ристо Никовски, поранешен амбасадор на македонската дипломатија, политички аналитичар и колумнист. Со господин Никовски ќе разговараме за најактуелните теми во изминативе неколку дена, како и за теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да се наоѓаме. Останете со нас за уште една анализа на сите случувања во изминатите недела дена кои го менуваат политичкиот пејсаж како никогаш досега. Останете со нас за да слушнете како овие динамични пресврти ќе ја обликуваат иднината на Европа, регионот и светот. Една од темите за кои ќе разговараме со Никовски е дводневната посета на Унгарија од страна на премиерот Христијан Мицкоски и дел од министрите од владата на Македонија и одржаните билатерални средби, како и тет-а-тет средбата на двајцата премиери. Со господинот Никовски ќе разговараме за зголемената дипломатска офанзива на владата, како и за најавата на известувачот за Македонија Томас Вејц, дека ќе се фокусира на деблокадата на интеграцијскиот процес во Европската Унија со посебен акцент на билатералните односи со Бугарија. Со Никовски ќе зборуваме за одлуката на владата на Мицкоски да се приклучи како коспонзор на предлог резолуцијата на САД за Украина и околу гласањето во Обединетите нации за резолуциите на САД во Обединетите нации, а ќе зборуваме и за жестоката кавга во Белата куќа помеѓу претседателите Доналд Трамп и Володимир Зеленски. Со господинот Никовски ќе разговараме и за неодамна одржаниот самит на европските лидери во Лондон, како и за изјавите на украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој предизвика силна реакција од поранешниот американски претседател, од сегашниот американски претседател Доналд Трамп. Со Никовски ќе зборуваме за одлуката на Трамп да запре војната помош за Украина, додека Киев не се обврзе на мирни преговори со Русија. А ќе зборуваме и за подготвеноста на Трамп да посредува во мировните преговори меѓу Русија и Украина, откако Зеленски му испратил писмо дека Украина е подготвена да седне на преговарачката маса што е можно порано. Со господинот Никовски ќе разговараме и за намерата на францускиот претседател Емануел Макрон следната недела да организира средба со началниците на генерал-штабовите на европските земји кои се подготвени да испратат мировни сили во Украина. Со Никовски ќе зборуваме за вонредниот Европски самит посветен на ситуацијата во Украина, кој се одржа пред 2 дена, а на кој самит присуствуваа лидерите на земјите членки на Европската Унија, како и украинскиот претседател Володимир Зеленски. Со Никовски ќе зборуваме за променетата тактика на Алија Ахмети и неговите закани, како и заканите на Бујар Османи со длабока политичка криза, која што ќе предизвикала да не можат да се одржат локалните избори. Со господинот Никовски ќе зборуваме за учеството на министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на трибината посветена на предизвиците со кои се соочуваат Европската Унија и НАТО, како и за повлекувањето на 9 амбасадори назад во Македонија. Почитувани, ова е само еден дел од темите за кои во следниве 90 минути па и повеќе ќе разговараме со нашиот гостин Ристо Никовски, кого во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Ако е така, господин Никовски, успеавме. Добро утро и добре дојдовте во Македонски корени. Добро утро, и кој вели дека македонскиот инет не е некојаш и позитивен. Има и такви моменти, ние докажавме Сабајлево дека Сабајлево по наше, Приквечен по ваше тамо, дека кога се сака се може и дека кој трнал ќе стигне. Ево, ние стигнавме. Токму така. Добро ви утро и од мене, господин Никовски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана да бидете заедно со нас и со нашите гледачи и слушатели и низ разговор да се обидеме да го анализираме она што се случуваше во Македонија, но и пошироко на политичката сцена. Се надеваме дека ќе го задржиме вниманието на сите наши слушатели и гледачи и верувам дека
тие што се откажаа ќе се вратат. Македонецот никогаш не се откажува. И доколку има прашања од гледачите и слушателите, не се опфатени од наша страна, ќе ви бидат ставени на екран и прочитани, и доколку сметате дека треба да одговорите на истите, можете тоа да го направите. Нема никаков проблем. Поздрав за сите наши каде и да секогаш ми е задоволство да сум со вас во Австралија. Премиерот Христијан Мицкоски и министрите од владата на Македонија на 3 и 4 март престојуваше во официјална посета на Унгарија. Во рамките на посетата беше остварена и тет-а-тет средба помеѓу Мицкоски и унгарскиот премиер Виктор Орбан, која средба беше пак дел од унгарско-македонскиот владин самит, а се одржа и заедничка седница на двете влади. За време на посетата беа реализирани и неколку билатерални средби помеѓу ресорните министерства на двете земји. Како вие го оценувате значењето на самитот меѓу Македонија и Унгарија во контекст на актуелните политички и економски предизвици, како и интензивирањето на економската соработка и процесот на евроинтеграција на Македонија? Како ја оценувате и динамиката на билатералната соработка помеѓу Република Македонија и Унгарија, особено во контекст на средбата помеѓу Христијан Мицкоски и Виктор Орбан? Видите, прво мора се нагласи дека Унгарија и лично премиерот Орбан веќе подолго време покажуваат нагласено пријателство према Македонија, нагласена спремност за соработка и можеме да кажеме дека се дури и наш амбасадор во Европската Унија, бидејќи на еден директен, отворен и конкретен начин ги поддржуваат нашите преговори, нашето приближување, нашето членство. Значи, ова е само финален еден процес кој веќе подолго време трае и мора да се поздрави, бидејќи меѓу другото ни додели Унгарија и еден кредит од милиарда евра по исклучително поволни услови, што треба да биде еден стимул за подинамичен развој на земјата. Велам, во целина покажува не само спремност и интерес, него и конкретни чекори во однос на Македонија. Тоа е првата страна на медалот. Втората страна на медалот е дипломатската офанзива во која веќе Македонија се наоѓа подолго време. Значи, откако дојде до смена на власта, Македонија за прв чинител на меѓународната сцена, додека до сега, за едно 6-7 години на претходната власт, ние бевме само сатрапи кои другите ги приндуваа на капитулации, на порази, на предавства и така натака и така натака. Така да живееме една нова етапа, еден нов период кој, велам, дава надеж дека дереџето во кој се наоѓаме, тунелот во кој сме фрлени во голема мерка и со наша заслуга и со наша соработка, ќе полека ќе почне да го напуштаме, да тргнеме во една права насока, на излез, велам, од тие сите непримерности во кои сме се довеле самите себе во голема мерка. Велам, за поздравување, а ова што се случи во Будимпешта пред кусо време, велам, е еден најдобар символ, еден најдобар показател дека навистина се реализира нова македонска надворешна политика, дека во тек една нова дипломатска жестока офанзива и има едно чудо придобивки од тоа. Меѓу другото, можеби најглавната е идејата, намерата, дури и плановите и конкретните концепции за изградба на брза пруга од Будимпешта до Солун и веројатно подоцна и до Атина. А факт е дека таква пруга веќе се гради меѓу Будимпешта и Белград и веќе има конкретни планови и за продолжување према Ниш, па и до македонската граница. Македонија веќе влезе во тој круг, да речам, влезе во тој проект и само е прашање како, кога, колку и на кој начин ќе се приклучиме и еден ден ќе дојдеме до една, велам, современа Европа, а не со железница која кај нас во државата веќе подолго време уопшто не функционира. Така да, велам, едно чудо придобивки има, личниот однос меѓу двата премиера е нагласено позитивен, пријателски и, велам, се тоа гаранции дека таа соработка ќе продолжи и дека ќе биде во корист и на двете земји и на регионот во целина.
па и ако сакате ја нашата европска интеграција, бидејќи на тој начин Македонија со по големи чекори се приближува до Брисел. Така, господине Николски, која ќе биде долгорочната стратегија на Македонија во односите со Унгарија, особено во контекст токму на европската интеграција и економската соработка? Велам, имаме сега еден гласноговорник, ако сакате, во Европската Унија, а лидерот украински се покажа како Орбан, како еден нов политичар, еден политичар од нов ков, разбирате, кој во сите овие срамотилаци кои ги дожива Европската Унија, европските лидери, поготово во однос на состојбите и во барањето на мир за Украина, тој е практички следен во добра мера и со премиерот засега на Словакија Фицо. Тој е де факто нов лидер на Европа, разбирате, на мала земја се наметна како носител на новите идеи, на новите политики, што велам, кои на еден фундаментален начин, на еден велам неочекуван начин се наметна од Вашингтон, а велам Виктор е носител во Европа и ќе бидеме сведоци, уверен сум дека се повеќе и повеќе лидери од тие, велам, засега дезориентирани европски држави ќе се приклучуваат и ќе остават примерот на Орбан, а и на Македонија, која подоцна ќе зборуваме за време на гласањето во Обединетите нации, се покажа како навистина еден партнер кој знае што бара и кој има тачно јасна слика што се случува во светот и каде треба да се приклони. Уште малку околу ова, како гледате на улогата на Украина како поддржувач на Македонија во процесот на зачленувањето во ЕУ, како и на напорите за постигнување на траен мир во Украина? Велам, тоа се позитивни чекори, значи Орбан и Унгарија се покажа како фактори во Европа, разбирате, кои разликуваат добро од лошо, позитивно од негативно, а велам, нашето партнерство со нив, нашата соработка со нив и поготово нивната поддршка за македонско зачленување во Европската Унија се исклучително значајни и мислам дека тие ќе даваат своја поддршка и во периодите кои ќе следат. И какви пораки упатија премиерот Виктор Орбан и Христијан Мицковски на заедничката пресконференција што се одржа веднаш по заедничката меѓувладина седница? Видите, најважно од нас беше директната критика која Орбан ја искажа во однос на однесувањето на Брисел што се однесува до македонските преговори за членство во Унијата, со македонскиот интерес и така натаму. Тој јасно кажа дека Македонија е обесправена, дека Македонија е жртва на одредени манипулации, ако сакате, двојни стандарди кои се веќе нешто сосема известно и веќе препознатливо во Брисел. Така да, велам, имаме партнер, се од нас ќе зависи многу што ние ќе правиме на планот на реформите и од друга страна, знаете, мораме пак да го спомнеме тоа дека Европската Унија сега засега е во една тешка ситуација која мора да доживее структурални длабоки реформи кои ќе бидат речиси невозможни и во тие услови проширувањето не само што не е на дневен ред, иако тие цело време верглаа дека тоа е важен момент, дека сега повторно се враќаат на тоа и така натака. Тоа апсолутно не е точно. И велам, проширувањето на Унијата засега е ставено под маса и уште долго време нема да биде актуелно, али велам, наше да ги правиме реформите, бидејќи тие се за нас, не се за Европа, не се за Брисел, и со правење на реформите, со кревање на, ако сакате, на сите тие критериуми кои во добар дел никој од овие земји кандидати за Европската Унија не ги исполнува, да ние почнеме со едно забрзано темпо, а ова нова власт покажува таква спремност, ги правиме во интерес на нашите граѓани, а со тоа сакале или не
и ќе се приближуваме кон Европа и Европа самата еден ден ако ние ги исполниме тие критериуми, а тоа сме многу далеко да бидеме искрени и објективни, самата ќе покаже интерес да не прими, а не како сега да си игра со нас и да не држи во чекалната без никакви надеж, без никаква надеж. Велам, тоа е долгорочен процес, тоа мораме да бидеме свесни и во рамките на условите кои ќе бидат и кои се во голема мерка, да ние го бараме максимумот, да го постигнеме максимумот, а тоа ќе биде доволно за сите наши граѓани. Господин Николски, како гледате на гласините од страна на СДСМ и ДУИ и нивните апологети поврзано со немањето на министри од знам и вреди за време на посетата, дека наводно тие биле бойкотирани од страна на Мицкоски и обратно? Не разбрав во врска со што? Ги обвинуваат владата на Мицкоски дека немаше министри од вреди и од знам. Да. Видите, дека наводно биле бойкотирани или едните или другите се бойкотирале? Мислам дека, бар како што оние информации се достапни, не се работи за никаков бойкот, туку се работи за сектори кои веќе имаа контакти, за сектори кои веќе има одредена соработка и за сектори каде што имаше нешто подготвено. Лично сметам дека не беше тоа некоја негативна селекција, него напротив дека тоа излезе како резултат на веќе извршени подготовки, веќе извршени контакти и конкретни проекти и намери, идеи што и како да се прави. Инаку порано имавме случаи такви кога Стоилковиќ не одеше во Приштина, кога албанските министри не одеа во Белград на средбите, така да такви случаи имавме. Немам печатор дека сега беше истото, а може да има и тука некакви, да речем, проблеми кои не се достапни во јавност. Во рамките на втората меѓувладина седница помеѓу Македонија и Унгарија, министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Македонија Тимчо Муцунски на 3 март во Будимпешта оствари билатерална средба со унгарскиот министер за надворешни работи и трговија Петер Сијардо. Тема на разговорите беше тридецениското пријателство и напредокот во билатералните односи со посебен акцент на економската соработка. 20 министри потпишаа акцијски план за зајакнување на соработката во процесите на европската интеграција и економската дипломатија. Како политички аналитичар и поранешен амбасадор, какви се вашите проценки за резултатите од средбата меѓу министерот за надворешни работи на Македонија Тимчо Муцунски и неговиот унгарски колега Петер Сијардо, која се одржа во Будимпешта? Кои клучни аспекти од билатералните односи, како што се економската соработка, поддршката на Унгарија за евроатланските интеграции на Македонија и засилената дипломатска комуникација, според вас ќе имаат најголем импакт врз иднината на двостраните односи и регионалната стабилност? Таа соработка е исклучително важна и добро е што се потпиша тој акцијски план, бидејќи, знаете, на патот кон Брисел многу е клучна поддршката од земјите членки кои го минувале тој пат, разбира. Тој е исклучително комплициран, да речам, процес и помошта која може да ни ја пружи Будимпешта и нивното Министерство на надворешни работи е исклучително важен и користен. Така да, велам, во меѓувреме очигледно ќе има повеќе средби на тимовите, повеќе искуство ќе ни биде пренесувано од Будимпешта и велам во тие меѓуфази на нашето приближување кон Брисел, ова ќе биде драгоцена поддршка. Туку има едно чудо, знаете, да не речам што се има едно чудо, ситуации, моменти, прашања кои не можете сами да ги одгатнете. Така да, велам, таа е идлучително, така да поддршката и соработката на планот на македонското приближување до Европската унија биде клучна таа соработка, иако во меѓувреме сигурно ќе има и меѓусебни консултации, меѓусебни координации, така натака. Велам,
исчекор е направен важен и мислам дека ќе користа и плодовите ќе се појавуваат постепено и на прав пат сме и може од тоа да има корист и двете земји. Иако Македонија веројатно повеќе заради така тие искуства кои треба да ги добиеме и да ни се пренесат од Будимпешта околу патувањето према Европската Унија. Македонската влада продолжува со интензивната дипломатска офанзива. Премиерот Мицкоски заедно со дел од министрите во владата за многу краток период остварија билатерални средби во Вашингтон, Анкара и Будимпешта. Како ја оценувате дипломатската офанзива на македонската влада, особено во контекст на неодамнешните билатерални средби на премиерот Мицкоски во овие три центри? Што значат овие контакти за надворешната политика на Македонија и какви импликации би можеле да имаат во однос на геополитичките односи во регионот, но и на меѓународна сцена? Демонстрира ли владата на Мицкоски вистинска стратегија каква што е потребна на Македонија во овие моменти и како ќе го прокоментирате ваквиот дипломатски пристап? Велам, извонредна е дипломатската офанзива, исклучително корисна за Македонија и Турција е се поважен фактор во светот. Турција цело време покажуваше нагласено пријателство према Македонија и мислам дека во рамките на сите тие активности кои ги презема нашата влада, одбра три, да не збориме, главната дестинација сепак беше Вашингтон и неколкуте посети на премиерот и делегацијата тамо и поготово овие два настани кои се случија во Будимпешта и во Турција. Велам, на прав пат сме, се постигнуваат сериозни услови и улогата на Турција во регионот е се поголема и во светот се заедно, така да и тоа пријателство е важно и ќе биде апсолутно од интерес и на Македонија, а ќе и користи секако и на Турција. Да не забораваме дека Турција е еден од главните инвеститори во Македонија и дека на тој начин директно ја го поддржува нашиот развој, а меѓувреме да подсетиме дека имаше контакти околу изградба на новите централи за енергетски објекти, со кои треба се намали загадувањето во Македонија, еден огромен проект за една огромна инвестиција. Ако таа се реализира, Турција ќе се покаже навистина како голем партнер и голем поддржувач на Македонија. Според најновите информации, известувачот Томас Вејц најави дека ќе се фокусира на деблокадата на процесот на интеграција на Македонија во Европската Унија, со посебен акцент на билатералните односи со Бугарија. Вејц истакна дека е неопходно интензивирање на диалогот и решавање на отворените прашања за да се овозможи напредок во преговорите за членство. Дополнително нагласи дека меѓународната заедница, вклучително и Европската Унија, треба активно да ги поддржат напорите на Македонија во овој процес. Господине Никовски, како аналитичар и поранешен амбасадор, како ја проценувате најавената иницијатива за деблокада на процесот на европската интеграција на Македонија во контекст на билатералните односи со Бугарија? Кои се клучните предизвици што треба да се надминат за да се постигне значителен напредок во процесот? Како меѓународната заедница, вклучително и Европската Унија, може да ја поддржи оваа деблокада? Видите, се работи за поединец, добронамерен и секој што ја поддржува е добар дојден. Меѓутоа мораме да бидеме свесни дека неговите капацитети и можности се лимитирани, али во секој случај ќе имаат одредено влијание. Меѓутоа да се очекува дека тој или било кој од Европската Унија може да изврши притисок и да ги промени бугарските политики, тоа ми се чини дека не е реално. И знаете, кога зборуваме за тие европски представници или луѓе за врска со Македонија, ние до сега правевме сериозни грешки и правиме се уште. Например, амбасадорот на Европската Унија во Македонија е грк. Тоа не сме се дозволи. Грција е заинтересирана во однос на
развојот во Македонија и амбасадорот на еден или други начин не може да биде објективен, разбирате. Тој сега сепак е грк и останува грк. И тие се поготово такви, нели. Имавме порано да беше представникот на Европскиот парламент бугарин и слични ситуации. Вела Македонија прави грешка која треба да им каже на тие европски институции дека сите представници од земјите кои се од соседството со кои Македонија има нерашчистени сметки, ако сакате и проблеми, не може да бидат нивни представници во Македонија, бидејќи тие не може да бидат објективни. Велам, али конкретниот случај човекот не е, мислам че е германец, работи германец, ali не сум сигурен. Мислам дека е добро намерен, сака да помогне, треба да му се подржи и треба нашите да му посветат одредено внимание, бидејќи велам, секој потек во наша корист е добродојден и ние треба да ги поддржуваме. Али во секој случај не смее се дозволува да представници на европските институции про Македонија бидат бугари, албанци, се уште албанците не се во тие институции, бугари или грци во конкретниот момент, разбирате, бидејќи тие се субјективни и на еден или директен или друг начин тие нема да работат за интерес на Македонија, него сепак ќе ги водат, ќе бидат водени од интересите на нивните матични држави. Господин Никовски, што би значила една евентуална деблокада за регионалната стабилност и евроинтеграцијските интеграции на земјите од Западен Балкан? Видите, прво, Западен Балкан не го употребувајте. Западен Балкан е пежоративен израз, го измислија, нели така, колку да не стават во некој круг. Ако сме ние Западен Балкан, овие 6 преостанати земји во чекалната на Европската Унија, а што е Хрватска? Таа не е Западен Балкан, таа е Западен Балкан. Тоа повеќе од што сме ние. Ние сме повеќе Јужен Балкан. Велам, во секој случај, деблокадата на нашиот регион, на останативе 6 балкански земји на патот кон Брисел пред се, е долгорочен процес и мислам дека тука своја улога ќе може да игра новата американска политика, која е така една револуционерна промена, една историска промена и ако таа длабока држава која сега е на удар преку УСАИД и другите американски форми биде до крај уништена, разнебитена, растурена, имаме една нова светска политичка позитивна клима која сега ќе се одрази позитивна и на самиот Балкан и на деблокада за неговото побрзо напредување према Брисел, кој реков ќе биде долгорочен процес. Голема прашина се крена околу одлуката на владата на Мицкоски да се приклучи како коспонзор на предлог резолуцијата на САД за Украина и околу гласањето во Обединетите нации за резолуцијата која беше и усвоена со 93 гласа за, 8 против и 73 воздржани, но откако беа вметнати амандмани во текстот со кои Русија се именува како инвазор на Украина. Кој е вашиот став за ваквата одлука на владата Мицкоски? Како гледате и на обвинувањата од страна на СДСМ дека Мицкоски и неговата влада биле аматери во надворешната политика и дека ни донеле двојна штета на стратешките партнерства со САД и ЕУ. Вие на оваа тема објавивте една колумна во Republika.mk. Која причина беше поголема за да ја напишете оваа тема? Одлуката на владата за коспонзорство или обвинувањата на опозицијската СДСМ или пак и двете? Видите, убаво прашање. Видите, провокацијата беше од жалосниот и смешен настап на нашата опозиција, која почувствува дека тука може да има некоја шанса да ја растури, да ја нападне, да ја обезличи нашата власт, која во Њујорк настапи извонредно. Македонија покажа државништво, покажа водство, покажа селективност, покажа исправен однос према новите движења, новите политики кои де факто целосно и фундаментално ја променија меѓународната политичка сцена. Знаете, промената на американската политика која донесе Трамп, нели така,
е нешто се случува еднаш можда и во векот, а можда и поретко, разбирате. Тоа се невидени промени, сваѓате, значи целосни промени кои малку кој ги очекуваше и кои се за поздравување, бидејќи за разлика од длабоката држава која секогаш бараше и беше заинтересирана за нови војни, бидејќи дел од длабоката држава е тој военно-индустријски сектор во Америка меѓу другите, значи одеднаш се бара мир. Првиот мандат на Трамп е за поздравување затоа што човекот не почна ни една војна, што не му се случило на ниеден веројатно американски председател кој неколку години. А сега тој е носител на мирот. И знаете, ако се сака мир во Украина, запрепастува фактот што Европската унија е Европа, нели така, е за војна. Тие во изборот што го понуди Трамп за мир или за војна, Европската унија просто неверојатно, просто надвор од умот се одлучи за војна. И се ова што се случува после тоа во Брисел и околу Брисел, тие де факто сака додека Вашингтон бара решение за мир и постава контакти со Русија, тие ќе постават нови санкции врз Русија. Разбирате? Ќе даваат нова помош Украина и што чека до Украина да победи? Па мислам тоа не треба многу памет човек да биде свесен дека такво нешто не е возможно, ни теоретска, камоли практично. Така да Македонија, велам, во дадената ситуација направи извонреден потек, се одлучи за мир, а не за војна, заедно со Орбан и со некои други, разбирате, додека Европската унија, велам, просто неверојатно надвор од умот оди на една солуција која не води никаде. А освен Украина, која е уништена, Украина веќе како држава тешко дека се опорави следните 50 години, разбирате, најголема штета од војната меѓу Украина и Русија, разбирате која е случност меѓу Америка и Русија, е Европа. Енергентите кои доаѓа од Русија, врз кои се развиваше цела Европска унија, особено Германија, престана, разбирате. Германија е во дефлација и во стагнација веќе подолго време, сите други земји имаат тешкоти, зашто ради војната. И знаете што најинтересно е тоа, де факто најважно е што Трамп, она што ние го знаевме со Джефри Сакс го зборуваше, што Кисинџер го кажа, не се работи за руско-украинска војна, се работи за американско-руска војна, со цел да Америка се нели така, со цел да Русија се изолира, се фрли на маргините од меѓународната светската политика и слично. Со фактот што Трамп рече дека ако тој беше председател немаше да има војна, со други зборови, виновен е Бајден, претходниот председател. Или другото кога го обвини на некој начин индиректно Зеленски дека е тој одговорен за војната, а е факт дека е одговорен за војната. И фактот што рече дека да не беше намерата да се става Украина во НАТО, немаше да има војна, а чија беше идејата и кој беше носител на таа политика за Украина во НАТО? Претходната американска администрација. Значи, тој отворено призна дека војната беше меѓу и се уште со новите промени кои настапуваат меѓу Америка и Русија, а Украина беше колатерална штета и беше на познатото што го рекла дури и Джефри Сакс, кој рече дека Америка е спремна да војува со Русија до последниот украинец. И сега кога Америка ја сврти страницата, кога бара политичко решение и мир, а велам овие европјаниве изгубени во свемирот сакаат војна. Македонија извонредно постапи, мислам треба да се честита нашите политичари за таа одлука и велам покажа и докажа дека Македонија може да има своја сопствена политика и дека во одредени доста сложени, мораме да признаеме, околности кога тие разлики, таа поделеност е толку длабока, застана на правата страна. Мислам дека таа политика треба да се продолжи и мислам дека упорноста и одлучноста на Трамп да дојде до мир во Украина ќе даде резултат. Жестоката кавга во Белата куќа помеѓу председателите Доналд Трамп и Володомир Зеленски се уште е во фокус на политичките дискусии не само во Македонија, туку и на глобално ниво.
Господине Никовски, како искусен дипломат и аналитичар, како го оценувате тоа што се случи во овалната соба помеѓу американскиот претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Володомир Зеленски? Дали по оваа жестока кавка светот е соочен со нова геополитичка поделба? Не. Во принцип не, тоа беше еден само мал инцидент. Мислам дека основната намера беше да му се одржи лекција на Зеленски, која ја заслужи максимално, бидејќи, велам, тие напори кои ги прави меѓу другото Вашингтон и Трамп за барање на мир, наидуваат на жестоки критики во печатот во Украина, кој е контролиран, поготово во овие воени услови од Зеленски и од власта, разбирате. Значи, незадоволство и од однесувањето на Зеленски, кој не е спремен за мир. Разбирате, тоа отворено му го кажа во Белата куќа. Така да, од друга страна, имаме ситуација која Зеленски нема веќе мандат. Него му заврши мандатот некаде мај минатата година и тој веќе не е, ако сакате, легален председател на Украина. Од друга страна, Москва не е спремна со него да подпише договор за мир, бидејќи тој е нелегитимен представник. Ако подпише со некој кој не е легитимен представник, тој мир е неважечки. Така да, велам, мислам дека ова беше првиот чекор на пуштањето на Зеленски низ вода и тој процес ќе се потрае веројатно уште време. Условите за одржување на избори не се баш идеални, али имаме многу примери кога во такви воени услови се одржувале избори. Имаме такво слично неодамна и во Сирија дури, разбирате. Така да, мислам дека ова е почеток на крајот на Зеленски, веќе има некои онака спекулации дека се разговара со неговите опоненти, Порошенко и така натака, Тимошенко, за евентуално замена на лидерската позиција во Украина и мислам дека ќе бидеме сведоци дека развојот на страните ќе води во таа насока. Така да не треба да се дава преголемо значење на тој инцидент. После тоа, по овој Зеленски веќе се предомисли, му напиша писмо на Трамп, му покажа спремност со работка и така натака. Така да, тоа се мали инциденти, а самиот процес, самата процедура ќе продолжи како и до сега. Како ќе се постави сега Русија, како Кина после ваквиот отворен суд или како ќе се одвиваат работите во иднина? Видите, процесите кои се започнати, неверојатната промена на американската политика, кога Вашингтон престана да ја сатанизира Русија, се исклучително важни промени и велам, контактите, разговорот кој го имаше и за повеќе разговори имал по некои информации Трамп со Путин, отвараат пат за мир. И таа процедура, тој проект, ако сакате, таа постапка ќе продолжи и јас сум убеден дека прашање само на време кој ќе се најде начин за мир. И затоа сите промени кои ги направи Америка во својата политика према Русија се апсолутно позитивни за поздравување. Таа борба која е отворена борба на Трамп против длабоката држава е исклучително позитивна и за поздравување. И велам, имаме нови тенденции, нови политики кои треба се поддржат и Македонија веќе покажа дека е апсолутно на ниво на новите настани и зазема правата страна. Так. Дали односите помеѓу Украина и САД се неповратно нарушени? Дали е можно Украина да загуби територии како дел од евентуалното решение за мир? Видите, Русија има огромни жртви, не само Украина, него и Русија. Двете држави имаат огромни жртви за оваа војна. Јас од почетокот тврдам дека Москва немаше поинаков избор отколку да го расчисти тоа прашање пред се околу тие фашисти кои помногу што дојдоа на власт во Киев и особено против намерата и поддршката од НАТО за да стане Украина членка. Знаете, да подсетиме дека во 62 година, кога имаше руски и советски ракети на Куба, значи на границата со Америка,
Џон Кенеди, тогашниот председател, го донесе светот најблиску до нуклеарна војна ради тоа. Америка рече дека не може да дозволи руски ракети, советски ракети на своите граници. Исто така и Москва не може да дозволи американски ракети или НАТО ракети на своите граници. Така да Москва немаше друг избор, разбирате. А да подсетиме дека тие фашистички елементи, тој десниот сектор кои беа помногу што доминантни во Киев, тие донесоа закон со кој се забрани рускиот јазик, а во Украина, по официјалните податоци, имаше речи 20% руси, значи руско говорно население, а тие им го забранија јазик. И сега, де факто се окупирани на еден начин, ако сакате, бидејќи се работеше сепак за воена акција, тие се де факто регионите во кои живеа русите. Тие се веќе инкорпорирани во рускиот уставен систем, разбирате, и нема никаква намера Москва да ги враќа, разбирате, бидејќи со двата договори од Минск од 2014 или 2015 година беше најдено решение за некаква автономија, за некакви права на русите во рамките на Украина. Тоа испадна дека беше лажни договори, тоа кажа Меркел, дека тие беа направени само со цел да се залаже Русија од една страна и да се овозможи наоружување и подготовка на Украина за војна. Епа чим е така, знаете, ова се резултатите на таквите погрешни политики за кои е пред се одговорен Зеленски. И да се разбереме, знаете, освоените, бидејќи Русија е победник, иако Русија не се прослави многу во таа војна, Русија е победник. Да подсетиме дека во 1967 година, кога беше 600-дневната војна на Блискиот Исток, тогаш кога Израел дојде речи до Каиро и да не беше спречен ке влезеше во Каиро, освоените територии, Голанската висораван и во Сирија, и во Јордан, и во, разбирате, во тој дел од светот, остана во рамките на се под контрола на Израел. Така да не може да се очекува дека овде ќе се најде мир и Русија ќе се повлече туку така. Мислам, тоа е величината на американската објективна политика, бидејќи ако ја судуваш Русија како агресор, ако бараш како да ништо не се случило, враќај на тие територии, разбирате, мир никогаш нема да има, него ќе продолжи војната, а војната ќе биде на штета на Украина. Украина, колку да ја поддржува тие Европа и НАТО и сега без Америка пособено, не може да победи. Теоретски шанси немаше и до сегашната поддршка од Америка да Киев биде победник во војната. Тоа нема теоретски. И да се разбереме, и тоа е добро. Не дај Боже ако доеше до победа некаква на победа на Киев, која е невозможна теоретски, реков, Русија ќе употребеше нуклеарно оружје. Нуклеарна сила нема да живее, нема да прифати пораз, сваќате. Така да во целина американската политика промената е изворедна, води према мир, тој мир мора да биде на сметка на Украина во еден добар дел, како тоа ќе најдат формулации и решение ќе видиме, али во секој случај правецот и насоката е исправна и мислам треба да се поддржи. Се надзира ли нов светски поредок и каков? Треба ли Македонија да преземе нешто или треба само да следи за да не настрадаме? Видите, Македонија зазема правата страна, направи извореден потек. Ние не сме лидер, ние не можеме да диктираме или да усмеруваме. Ние треба само да следиме, да ги пратиме сите настани и во рамките нив да го бараме оптимумот за нас. Секоја држава и секоја власт е должна да ги брани сопствените интереси и мислам дека сега нашата нова власт тоа го прави и треба се поздрави и мислам дека е на прав пат. На 2 март 2025 година во Лондон се одржа самит на европските лидери со фокус на обезбедување траен мир за Украина. Самитот беше организиран од британскиот премиер Кир Стармер, а на самитот активно учествуваше и украинскиот претседател Володимир Зеленски. Лидерите покрај другото дискутира и за можноста за едномесечно примирје, за да се овозможи деескалација на конфликтот, како и за продолжување на санкциите против Русија. Господин Никовски, како искусен дипломат и аналитичар, каква е вашата проценка за ставовите изразени од страна на дел од европските лидери за мирните преговори и воената поддршка за Украина,
Каков заклучок донесоа лидерите по завршувањето на овој самит? Забележате ли тензии меѓу американскиот и европските пристапи кон конфликтот, особено по тензичната средба помеѓу председателите Трамп и Зеленски? Видите, конфронтацијата меѓу Европската Унија, конкретно и Соединетите американски држави е моментално длабок. Однесувањето на Европа и тој самит кој го држа во Лондон и после тоа Европскиот совет на Унијата во Брисел, да не беа жалосни, ќе беа смешни, разбирате. Велам, Европа одеднаш се одлучува за војна, го величаат како се вика Зеленски, а тој во историјата на Украина ќе биде најголемиот предавник. Одговорен за ова што се случува во Украина е лично Зеленски, разбирате. А тој беше велам, упозадените беа американските интереси и тој беше донесен од Вашингтон на власт и следеше политика на еден погубен начин, на еден понижувачки начин и ја доведе до земјата на ова дереđe. Украина е уништена како држава, разбирате. Украина нема да се опорави следните, нека не биде 50-30 години. Живот тамо нема да има. Од 40 и нешто милиони луѓе сега нема ни 30 тамо, разбирате. Така да растурена е земјата. Зашто? Затоа што, извините, една будалетинка прифати да игра туѓа улога и да сака да се конфронтира со Руската Федерација. Велам, надвор од умот све заедно, место да бара решение, место да ги смирува состојбите, место да оптимализира оно што е украински интерес, тие отидоа, разбирате, се подготвуваат за војна и еве што доживеа. Така да, велам, во дадената ситуација, тоа што се случи во Лондон е жалосно, разбирате. Тие го дочекаа триумфално после инцидентот во Вашингтон Зеленски, го величаа, го правеа како некој, не знам што, тој е уништувач на Украина и после тоа на сличен начин се одвива работите и на Европскиот совет во Брисел. Велам, неверојатно, просто неверојатно. Али сум уверен дека и во Брисел, благодарејќи на Орбан, колку толку работите завршија на нерешено, да речам, али во секој случај мислам дека полека сите ќе слегнат на брашно, а политиките на Макрон се незагрижувачки, него апсолутно негативни и неговото повикување на некаков нуклеарен чадор за Европа е де факто објавување на војна на Русија. И што францускиот нуклеарен чадор ќе спаси Европа ако Русија тргне према Европа? Да не бидеме смешни. Иди НАТО. Што мислите ако Русија тргне на овие на балтичките земји? Што мислите дека Америка ќе влезе во војна за нуклеарна војна со Русија? Нема теоретска шанса. Така да, а Русија по која логика и зашто би тргнала према Европа кога го има цел Сибир, кога е далеку двојно поголема држава во светот територијално од втората после неја, разбирате, тоа е Канада. Значи, ти предпоставуваш и Макрон дури тоа јавно го вели дека Русија ќе тргне и на Франција и создават клима и сега имаш некоја анкета дека голем дел французите мислат дека и Франција ќе биде жртва на руската инвазија. Што се глупости, мислам, надвор од умот. А пак Путин убаво им порача, вика, сетете се на Наполеон, вика, го сакате повторно такво искуство, вели, бујрум, повелете, ние сме тук. Велам, се случуваат работи, човек да не верува и да мисли дека се некои влажни вести, али тоа е да за жал денешта стика од Европа. Меѓутоа, велам, времето ќе го направи своето, сите ќе се легнат на брашно и на крај оваа политика на Вашингтон ќе биде поздравена и ќе биде општо поддржана, али велам за тоа ќе биде потребно уште малку, уште кусо време. Дали неприсуството на сите лидери на земјите членки на Европската Унија го отвора патот за поделба на Унијата? Унијата е длабоко поделена, никогаш не била толку поделена и ќе биде се повеќе доколку не ја сменат и тие
на еден драматичен начин политиката кој што направи тоа Вашингтон. Ако продолжат со ваква политика, полека, разбирате, тоа единство, релативно единство, веќе немаат единство, веќе се разбива уште повеќе и ќе се доведат во една ситуација, тие веќе и сега не може да функционираат, благодарејќи пред на Орбан и веројатно нешто помалку на Фицо, премиерот на Словачка, али насоката е негативна, правецот на движење е негативен и да се надеваме дека што побрзо тие ќе сватат дека се на погрешен пат. Можно ли е САД да го напуштат НАТО како одговор на поддршката на Зеленски, односно Европската Унија за Украина, особено после кавгата во овалната соба во Белата куќа, и како би се одразила оваа хипотетичка ситуација на безбедноста на НАТО и неговите членови? Мислам дека НАТО не е доведено во прашање, дека Америка нема да се повлече од алијансата, меѓутоа нивното инсистирање да Европа биде што по присатна и што по адекватно така финансиски вклучена во трошковите за сопствената безбедност се апсолутно исправни и мислам дека овие договори што ги направија за 800 милиарди евра да се вложат во војната индустрија и така натака се баш исчекор во таа насока и тоа признала Европа или не е тачно исполнување на барањето на Трамп дека ако нема никаква логика и тоа се апсолутно се сложувам да Америка гарантира безбедноста на Европа. За тоа нема никаква потреба, Европа е доволно силна, разбирате. Европа има речиси 500 милиони жители, а Руската федерација има 140 милиони отприлике. И што сега? Значи, Руската федерација е закана за Европа и Америка ќе ја брани. Тоа знаете зашто беше така? Затоа што конфронтацијата беше меѓу Америка и Русија, а жртва беше опасноста, нели така, се префрлаше на Европа. Европа, ако води паметна политика, нема да се конфронтира со Русија и мислам дека све повеќе ќе се доаѓа до една таква ситуација, а тоа треба се поздрави, бидејќи велам, Европа не може да биде нити обединета без Русија, не може да биде нити безбедностна без Русија, нити може да биде прогресивна без Русија. Значи, факт е дека Европа мора да прифати дека треба да се работува со Русија, а Русија пружаше раце цело време. Русија после распад на Советскиот сојуз не е агресивна, не е империалистичка и тоа мора да се признае. Тоа се случи во Грузија, беше одбрана на безбедностите интереси на Русија, исто така сега се случува во Украина. Украинскиот председател Володомир Зеленски во една од неговите изјави изрази сомнеж за можноста за скорешен крај на војната со Русија, наведувајќи дека договорот за мир е се уште многу далеку и се уште никој нема преземено такви чекори. Ова негова изјава предизвика силна реакција од американскиот председател Доналд Трамп. Како одговор на изјавата на Зеленски, Трамп изјави дека тоа е најлошата можна изјава од страна на Зеленски и дека Америка не може да толерира ваков став, ниту да чека толку долго. Господине Никовски, како ги интерпретирате овие јавни размени во контекст на меѓународната дипломатија? Какви последици би можеле да имаат врз односите меѓу САД и Украина, како и врз европската политика во однос на поддршката за Украина? Видите, Зеленски на еден и друг начин веќе се легна на брашно, почна да ги сваќа реалните ситуации, а дека лидер во светот и дека носител на тие нови политики е Вашингтон. И после онај инцидент што се случи во Белата куќа, мислам дека тој ја научи лекцијата, веќе пее нови песни и велам писмото кој му го напише на Трамп и изјавите кои ги даде во меѓувреме покажуваат дека човекот веќе не е надвор од реалноста, дека му е јасно дека мирот може да донесе само Трамп, а Трамп е веќе во напредни разговори со Москва околу тоа, веќе најавија дека следниот понеделник и следната недела ќе има средба на тимовите американски и украински во Ријад повторно, така да велам тие инциденти кои се случија, тие изјави меѓусебни
со кои на одреден начин Зеленски покажа дека не е свесен нити за ситуација на неговата земја, дека живее во некои нереални замисли, кругови, политики, сваќања, разбирате, третирање на војната и слично, полека ќе си легне на брашно и све ќе почне се одвива како што треба. Мислам дека ова беа само инциденти привремени и дека главниот тек на настаните кој го диктира Вашингтон и Трамп ќе продолжи. Председателот на САД Доналд Трамп одлучи да запре војната помош за Украина додека Киев не се обврзе на мирни преговори со Русија. Оваа одлука предизвика критики од високи украински официјални лица, кои ја споредија со попустливоста кон Адолф Хитлер во 1938 година. Француските и полските власти исто така ја оценија оваа суспензија како штетна за напорите за мир, посочувајќи дека би можела да зајакне позицијата на Русија. Од друга страна пак, во своето прво обраќање пред Конгресот, председателот Доналд Трамп повторно изрази намера за посредување во мировни преговори меѓу Русија и Украина, спомнувајќи го и писмото од украинскиот председател Володимир Зеленски дека Украина е подготвена да седне на преговарачката маса што е можно порано, како и подготвеноста од страна на Владимир Путин за преговори. Господин Никовски, како ги оценувате овие два потега на председателот Трамп и каква е вашата анализа за политичките, воените и дипломатските импликации на овие потези? Можна ли е реализација на овие стратегии, имајќи ја предвид сложеноста на меѓународната политичка сцена, различните интереси на САД, Русија и Украина, како и изминатите дипломатски потези на Зеленски и Путин? И какво влијание ќе има одлуката за сопирање на војната помош за Украина на односите на САД со НАТО, со Европската Унија и со Украина, и уште едно како потпрашање какви последици може да има за глобалната безбедносна архитектура? Ова беше директна лекција за Зеленски и не само тоа, уште поважно беше прекинувањето на разузнавачките информации. Знаете, доста оружје му дадоа и модерно оружје на Зеленски, а тоа оружје не може да се користи без наводување од сателитите кои се под контрола на Америка. И без тие разузнавачки информации, велам, Украина е ставена во небрано. Тоа се меѓучекори. Значи, тоа се, ако веќе Зеленски не може да ги разбере пораките кои доаѓа од Вашингтон, кои беа кристално јасни за секој нормален човек, му покажа и на дело дека, слушај, нема играчка, ова е нова политика, ова се нови така пристапи, нови намери кои треба да донесат крај на војната и тука нема сакам неќам. И велам, после тоа све што следуваше и писмото, и изјавите кои ги даде Зеленски покажа дека тој ја научи лекцијата, дека свати дека играчка нема со новите политики на Трамп и дека Америка е решена да стави крај на оваа војна и велам тоа е максимално за поздравување. Ова е ретка прилика која јас ги фалам на американските надворешни политики, зашто до сега, особено према Македонија, беа секогаш негативни, али велам, сега има нови ветришта кои се позитивни на целиот свет. Тој ќе ви кажам еден податок. Во светот има 773, немојте дали е 3, 5 или 2, американски бази. 772-3, разбирате. Кина има само една во Џибути. Русија имаше две во Сирија, кои веќе се веројатно нефункционални и не знам дали има уште некоја некаде, разбирате. Значи, тоа е една таква светска доминација, разбирате, која ќе се преиспитува. Едно од најголемите нивни бази е Бон Стрит на Косово, разбирате. Во ред е Америка да има, нели така, светска надворешна политика, да бара светско влијание и така натака, но 772 бази, знаете колку чина тие. Па само да спомнеме дека во Германија се уште има 36 и 37.000 американски војници, разбирате. Така да, велам, имаме
апсолутна фундаментални промени, разбирате, во меѓународната политичка сцена и секој мора да се приклучи, да се прилагоди на нив. Што побрзо, тоа поарно. Тоа важи во конкретниот случај, особено за Украина, која велам, веќе полека е направиот пат. Така. Дали сметате дека оваа одлука може да представува дел од подолгорочна стратегија на САД во однос на Русија и Украина или е краткорочен потек со потенцијални ризици за регионалната стабилност? Апсолутно е долгорочен потек, разбирате. Јас ќе ја потсетам дека на времето Кисинџер беше помногу што гениален и како личност беше, и како дипломат, и како политичар, разбирате, и тој има кажано дека неговата проценка беше врз основа на развојот на настаните додека тој беше жив, нели така? Тој недавно почина на 100-годишна возраст и тој рече: војната меѓу Кина и Русија меѓу Кина и САД е неизбежна. Значи, американската политика одеше на конфронтација. И во таа насока, затоа беше почната и војната со Русија, така Русија да ја изолира, да ја фрлат на маргините и да останат конфронтирани само со Кина. Новата политика на Трамп, човекот е прагматичен бизнисмен и вели, нема ништо пострашно од војна. И тоа е така и на секој полунормален човек мора да му биде јасно дека е така, дека војната е рушење, убивање и така натака и така натака. И он бара политика, бара компромиси, бара соработка и со Кина и со Русија, што е апсолутно за поздравување, разбирате. Во таа насока, разбирате, овие потези према Русија, велам, тоа е веќе неповратна политика на воспоставување на нормална комуникација и односи со Русија, кои ќе се развиваат. Има сигурно свој дел и во калкулациите дека полека треба да се, нели така, на некој начин, ако не разбива, барем носи во на ново рамниште односот меѓу Пекинг и Москва, разбирате. Моментално преку БРИКС односите меѓу Москва и Пекин се на едно изворено ниво, разбирате, соработката е навистина голема, размената расте по еден запрзано темпо, Кина е најголем увозник веќе на гасот, таму работаат гасоводи и така натака. И сега ова е, значи, обид на Трамп да се тоа се претвори во една трилатерална, разбирате. Значи, трите главни, ако сакате, помногу што пред се воено силија на економски план малку Русија да останува, иако не е далеко многу, разбирате, да бараат начини за соработка, начини за, нели така, безбедностно развивање на целиот свет, а не за конфронтација. Така да, велам, долгорочни се политиките на Трамп, извонредни се, има тука некои работи кои треба да видиме како ќе се разбиструваат. Мислам дека тоа се повеќе закани и почетни потези да се барат решенија во врска со тарифите и со царините. Мислам дека тука малку е на премногу нагласена таа мислам тоа отварање на трговска војна, али велам дека моето впечаток е дека тоа се само иницијални каписли преку кои треба се дојде до договор, бидејќи да не забораваме, Русија и Америка е најзадолжената прва држава на светот. Купниот долг на Америка е преку 30.000 милиарди евра, долари, што е преку нивниот БДП, бруто друштвен производ, GDP, што велите вие на англиски, дека најголем трговски дефицит во светот имаат Соединетите американски држави. Нивниот трговски годишен дефицит е преку 700 милиарди долари, разбирате, во кој е најголем со Кина и со Европската унија. И покрај другото и третиот факт кој е така важен, Америка од купните средства кои за одбрана, добар дел од нив се и за напад, беа издвоени во текот на минатата година од сите на земји во светот, беа околу 2000
300-400 милиарди долари, разбирате. Од тие повеќе од една третина се американски. Преку околу 900 милиарди се американски, разбирате, од 2200 и 2300 милиарди. Така да Америка е во една ситуација кога мора се барат решенија. Тоа го прави Трамп, разбирате. И тоа го прави Трамп на начин кога бара мир и добробит и соработка со сите земји во светот. Велам, една изворена политика, да се надеваме дека и тие околу Панамскиот канал и околу Гренланд и околу овие тарифи и царини ќе се водат на еден компромисен начин, не преку конфронтација, аз сум во тоа рече си уверен. Така да велам, светот се наоѓа на една нова раскрстница со позитивни димензии, со позитивни процеси и тоа треба да го поддржиме сите. Какви би биле геополитичките импликации на ваквиот потек, особено во контекст на тековните односи и сојузнички односи на САД со Европа и НАТО? Видите, односите меѓу Европа и Америка се нарушени сега, никогаш не бил на пониско ниво, али велам и кога гледаме наназад, Америка никогаш не гледаше со добра намера према Европската Унија. Трамп доли во една прилика рече дека таа е создадена за да ги прави беди и проблеми на Америка, што не е точно. Али во секој случај илустрира, кој ќе ги читате мемуарите на Кисинџер, например, и други американски извори, гледате дека таа резерва према Европа била секогаш. Мене тоа не ми е јасно. Европската Унија е природен, логичен, нормален партнер на Соединените американски држави, а тие во нив гледат некаков конкурент, гледат некаков ризик, некакво, да речем, велам, некој ривалитет, што не е реално. Предпоставувам дека полека ќе почнат да се гледат тие односи на друга основа, особено ако Европа стане безбедносно независна, а велам, Европа со 500 милиони речиси жители да зависи безбедност од Америка нема никаква логика. Европа не само има капацитети, него мора да одговара за својата безбедност. А велам, од Руската Федерација не пете никаква опасност, доколку Европа води една конзистентна политика. И мислам дека тоа полека ќе се врати, дека ќе се обнови и така наречениот Северен поток на рускиот газ до Европа и до Германија. И велам, почнати се позитивни процеси кои ќе бараат некое време да се стабилизираат и да се усмерат и да се консолидираат, али мислам че дека тие почна и се дека се тргнат. Францускиот председател Емануел Макрон за следната недела организира средба со началниците на генералштабовите на европските земји, кои се подготвени да испратат мировни сили за да го гарантираат идниот мир во Украина, како и зајакнување на одбраната, вклучително и заедничко финансирање за набавка на авиони и тенкови. Господине Никовски, со оглед на најавената средба на началниците на генералштабовите на европските земји под покровителство на француската влада, која има за цел разгледување механизми за гарантирање на мирот во Украина и зајакнување на одбраната во регионот, како ја оценувате стратегијата на Франција и другите европски држави во контекст на постоечките безбедносни предизвици? Што значи ова иницијатива за НАТО и ефикасноста на европската одбрамбена политика во светло на континуираната војна во Украина? Дали евентуалната одлука на европските лидери да испратат војска ќе значи конфликт на НАТО со Русија? Прво, Русија нема никогаш да прифати да европски војници одат во Украина, во мировна мисија во Украина. Второ, просто е неверојатно зошто Британија е толку воено наострена и сака војна да продолжи војната во Украина и носител е на тие хушкања, што викаат србите, воени провокации, а тоа беше покај другото веројатно традиција, затоа што Борис Џонсон е посочен како човекот кој го спречи договорот за прекина војната во Украина, кога
договорот бил речиси на дофат на раката во Истанбул своевремено. А Макрон пак од друга страна, разбирате, веројатно е загрозена неговата политичка кариера во Франција и сега тој, немајки ништо да им пружи на французите, па оди станува воинствен и велам, го спомнавме, ќе правил нуклеарен чадор на Европа, сега ги свикува овие началници на генералштабовите да се договарат и така натака и така натака. Да се надеваме дека тие луѓе ќе бидат попаметни од него и дека место да се договарат за продолжување на војната во Украина, ќе се концентрираат на овие веќе почетни иницијални проекти, размислувања, конкретно одредени средства за заекнување на безбедносните капацитети на Европа преку заекнување на проширување на војната индустрија и слично, инвестирање на поголеми финансиски средства. Да се надеваме дека тие ќе бидат попаметни од самиот Макрон и дека нема да се повтори глупоста на Наполеон да трнат повторно на Руската Федерација. Се тоа изблици на привременни, недоквакани, недоосмислени потези, али тоа е само еден период кој не да се надеваме дека нема да трае долго. Министерството за народна одбрана се изјасни дека Македонија не треба да пушти војници на украинска територија. Дали Македонија треба да испрати војска, односно мировни сили во Украина и како ќе се одрази испраќањето или не испраќањето во однос на односите со Европската Унија и САД, но и со Русија? Прво, тоа е одличен став и треба да се поздрави, а второ, реков дека Русија нема да прифати војници од Европската Унија и од НАТО во никој случај. Може би решение ќе биде Турција тука да не така излезе во пресет и прати своји војници. Мислам дека тоа на Ердоган ќе му одговара и дека Турција ќе заекне својата позиција. Тоа е може би едно од изгледните решенија. Така да, прво треба да почекаме ќе треба време. Предпоставам дека ќе има избори во меѓувреме и во Украина да се смени Зеленски, да работите си легнат полека на суштината и да се бараат решенија кои ќе бидат долгорочни и во прифатливи за сите. Да не забораваме дека Трамп е носителот на тој процес, али условите по многу што ќе ги диктира Москва, бидејќи е таму на лице место и да се разбереме на терен како што добиваме селективни вести и не многу транспарентни, тие напредуваат. Полека, може премногу полека, али напредуваат. Така да никому не му одговара да продолжи војната. Русија од многу аспекти, а на Украина особено, бидејќи таа се повеќе и повеќе губи територии. Пред 2 дена во Брисел се одржа вонреден европски самит посветен на ситуацијата во Украина. На самитот присуствуваа лидерите на земјите членки на Европската Унија, како и украинскиот претседател Володимир Зеленски. Една од клучните теми на самитот беше планот Rearm Europe, односно ревооружување на Европа, кој предвидува инвестиции до 800 милиарди евра за зајакнување на одбранбените капацитети на земјите членки на ЕУ. Самитот беше организиран од страна на претседателот на Европскиот совет Антонио Коста, кој истакна дека Европа се наоѓа во клучен момент за безбедноста на континентот и дека е потребна заедничка акција за справување со предизвиците. Како го оценувате овој вонреден самит на Европската Унија? За што друго дискутираа покрај планот за Rearm Europe и која е целта на овој план? Какви стратешки последици очекувате од донесените одлуки за понатамошната интеграција на земјите од Западен Балкан, како и за улогата на Европската Унија во глобалниот безбедносен контекст? Прво рековме дека проширувањето на Унијата е долгорочен проект, кој може никогаш меѓу нас кажано да се реализира, бидејќи веќе на некој начин е формирана и втора лига преку Европската политичка заедница и 4 столба кои ги лансираше премиерката на Унијата. Така да, од таа гледна точка ми се чини работата е јасна. Од друга страна,
додека Европа свесно или несвесно се конфронтира со Америка и де факто се спротивставува на миролюбивите иницијативи од Вашингтон, на овој самит кој го направија во четвртокот, тие де факто исполнија клучните американски барања за нивно поголемо учество во одбранбените напори на НАТО. Сите тие земји со неколку исклучоци се членки на Унијата, се членки на НАТО, разбирате, и со вложувањето на 800 милиарди евра во војната индустрија и за воени цели, тие де факто ќе станат све заедно, бидејќи тука се вклучени и членките, не така, ќе станат поголеми придонесувачи во буџетот на НАТО, отколку што бара и самиот Вашингтон. Така да велам, на индиректен начин, признале тие или не, ги исполнуваат барањата од Соединетите американски држави и на некој начин тој јас кој се појави во меѓу двете страни се пополнува. Така да, велам, сите тие изблици на несогласување, сите тие изблици на некакви европски интереси кои апсолутно немаат врска со реалноста, полека ќе се прилагодуваат на овие главни тенденции кои се диктираат од Вашингтон. Знаете, Вашингтон бил доминантен фактор во Европа и ќе остане таков уште некое време, со таа разлика што Европа ако се заангажира повеќе на својата одбрана и безбедност, тоа ќе биде позитивно за сите. Дали сметате дека овие мерки ќе доведат до значајно зајакнување на европската одбрана или ќе имаат други последици за внатрешните и надворешните односи на Унијата? Се исклучи. Ќе почекаме. Се надевам дека сега нема да има проблем за приклучување како минатиот пат. Господинот Никовски е веќе со нас. Господине Никовски, дали го слушнавте последното прашање или... Не го слушнаме. Не, пак не се мешаат, али ние сме упорни. Така. Дали сметате дека овие мерки ќе донесат до значајно зајакнување на европската одбрана или ќе имаат други последици за внатрешните и надворешните односи на Унијата? Во секој случај, Европската Унија и како целина, а поготово и земјите членки, се спремни да финансираат својата безбедност, што е позитивно, разбирате. Срамно е се уште да зависат од Америка и, велам, тоа е процедура и процес кој ќе трае, али овие први почетни чекори се кои се за поздравување. Мислам дека треба Европската Унија сама да биде одговорна на својата безбедност и не сме да се дозволи како сега да нивни тутори бидат од Вашингтон и, знаете, тој што ја гарантира безбедноста диктира и политички услови. Така беше до сега и Брисел и Унијата беше по многу што американски вазал и крајно време е тоа да се прекине. Така, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски учествуваше на трибина посветена на предизвиците со кои се соочуваат Европската Унија и НАТО. На настанот тој истакна дека Македонија е посветена на европските и евроатлантските интеграции, нагласувајќи ја важноста на реформите и регионалната соработка. Муцунски исто така ја подвлече потребата од зајакнување на безбедност, стабилност и економскиот развој во контекст на глобалните предизвици, при тоа подобликувајќи дека дава целосна поддршка на меѓународната дипломатија за воспоставување на праведен и траен мир во завојуваните подрачја. Како политички аналитичар и поранешен амбасадор, како ги оценувате изјавите на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на последната трибина за предизвиците на Европската Унија и НАТО, посебно во контекст на актуелните геополитички и економски услови? Таа е резултат, неговиот настап беше резултат на новата, така рече, македонска политика, агресивна на некој начин, политика која се базира пред се на нашите интереси, што е должност на секој раководство. И мислам дека се што таму беше кажано, де факто покажува дека Македонија е на правата страна,
дека Македонија се залага за решенија кои се од интерес на сите и дека на некој начин тоа можеби има и некоја нема целосно поклопување со политиките кои ги во овој момент афирмира Брисел, али тоа е резултат на нашата, да речем, поголема брзина, поголема спретност и поголемо разбирање, ако сакате, на настаните кои го навистина го затресо светот по промените кои настанаа во Вашингтон. Велам, позитивен настап, позитивни залагања и Македонија веќе игра одредена позитивна улога и конструктивна улога, а некако до сега да молчи, да витка рбети, да витка, разбијате, вратот и да само слуша и спроведува туги диктати и да капитулира кога треба и кога не треба. Велам, позитивни настап, позитивна презентација која треба се поздрави. Господин Никовски, разговоров ќе го продолжиме со домашни теми. По се изгледа, лидерот на ДУИ Али Ахмети ја промени тактиката. Откако пред неколку дена ги повика лидерите на Вреди да напуштеле владината коалиција и да оделе на предвремени парламентарни избори, ветувајќи им дека нема да биде дел од таа нова влада, сега се закани дека ако се добри јазикот за јазиците, нема да има локални избори. На ова изјава на Ахмети се надоврза и пронешниот министер за надворешни работи, а сега актуелен потпредседател на ДУИ Бујар Османи, најавувајќи длабока политичка криза која што ќе предизвикала да не можат да се одржат локалните избори. Како ги оценувате ваквите изјави? Имаат ли од ДУИ алатка од позиција на опозиција да постигнат нивната замисла? Има ли кредибилитет Османи, човекот кој го распродаде нашиот македонски идентитет, име и јазик, да бара нешто меѓу кои и почитувањето на нивниот закон за албански јазик, кој закон уште од старт го прекрстуваат? Со која цел го прават ова? Дали можеби тоа е стравот од резултатите со кои ќе се соочат за време на локалните избори или пак ќе крие нешто подлабоко и посериозно? Тоа само покажува дека е ДУИ во хаос и во очај, дека не знаат што да прават со себе, дека после толку години во власта и последните години, поготово како доминантен дел од власта, ги изгубија ориентацијата, мислат дека оваа држава е тие да се живеат, да прават што сакаат, али, велам, тоа се само одедени крикови во пустињата кои само покажуваат во каков хаос и во каков очај се тие. Ништо не може да направат, разбирате, не може да се играат со оваа држава, тоа никој нема да им дозволи, а изјавите кои ги даваат Али Ахмети и особено Бујар Османи само покажуваат дека и се повеќе губат избирачкото тело, бидејќи знаете тие додека беа на власт, беа како што се виде преку нивниот избеган подпредседател и заменик премиер Груби, дека беа вклучени во многу криминали. Од тие криминали нема само тие интерес, него имаше една маса народ, разбирате, маса нивни соработници, блиски луѓе и така натака, роднини, пријатели. И сега сите тие се најде во небрано. И што да прават? Само ќе креваат време, ќе се закануваат, а велам, све за тоа празни зборови во ветерот и на крај од денот кој ќе дојдат изборите, ќе си легнат на брашно и ќе си, како попчини, ќе се излеат да гласаат и да се надеваме дека ќе ги изгубат тие избори, дека оваа нивната албанската досегашна опозиција, сега позиција влем ќе победат и дека полека ДУИ ќе мора да се сврти кон самата себе, да се реформира. Крајно е време и лидерот да се повлече, разбирате, а со него една плејада меѓу кои и Бујар Османи. Знаете, Бујар Османи беше катилот наш, беше тој што го потпиша нашата капитулација, нашето предавство, меѓутоа не забораваме, тој не го направи тоа сам, иако имаше во тоа дел и негова улога имаше, разбирате, бидејќи тој беше така експониран и тој што експонира секогаш има поширок маневарски простор, меѓутоа одговорни за тоа се пред се премиерот и владата
која беше не така доминантно македонска, али неговата одговорност во никој случај не може да се потцени. На крајот од денот, ако ние сме правна држава, тоа подпишувањето на вториот протокол, особено со Бугарија, е катастрофа македонска, историско предавство, разбирате, и за тоа треба да се одговара, затоа што тоа е надвор од уставот, тоа е кршење на уставот, тоа е капитулација, мислам, јавно подпишување дека македонски јазик, македонски народ не постојат, и тоа треба да се санкционира. Меѓутоа, кај нас очигледно се уште нема таква клима да се одговара и за политички чекори, иако тоа се велам и надвор од уставот и со историска конотација за последици кои ќе бидат долгорочни. Дали дуи ги искористи сите адути за заплашување или пак последната надеж ја гледа во одлуката на Уставниот суд поврзана со законот за јазиците? Дали се уште има некој кој верува на Ахмети и на другите челници во она што го зборуваат? Мислам дека тие ќе продолжат со истата политика уште некое време и би рекол дека пресвртница треба да бидат локалните избори. Треба на тие избори да доживеат еден тежок пораз, разбирате, да се види дека народот им го сврти грбот, дека со тоа што го пропагираат веќе не може да мобилизираат луѓе, и ако тоа се случи, дај Боже да се случи, тогаш тие ќе бидат донесени до зидот и ќе мораат да почнат да ги барат причините за нивниот неуспех и проблемите да ги барат меѓу себе внатре во партијата, а не надвор во нашето општество. Директорот на Управата за финансиска полиција Слободан Ивановски за време на едно интервју нагласи дека институцијата ќе постапи непристрасно и ќе ги гони сите лица кои се инволвирани во незаконски дејствија без разлика на нивната политичка припадност. Како ја оценувате политичката независност на финансиската полиција во контекст на актуелните политички прилики во Македонија и дали сметате дека оваа институција има доволно автономија да ја спроведе својата работа без влијание од страна на оваа власт, но и претходната? Да се надеваме дека така ќе биде. Крајно е време македонските институции да работаат во рамките на своите ингеренции и своите обврски, а не да следат нечии политики, да следат нечии диктати и така натака, како што до сега беше, и благодарејќи на тоа имаме правен систем кој нема никаква доверба, во кој народот нема никаква доверба, разбирате. Да се надеваме дека ќе издржат тие луѓе, треба да се поддржат, затоа што се додека решаваат поединци, решаваат луѓе од власта или некои други влијателни делови од општеството, разбирате, тоа не оди во права насока, тоа оди само на штета на долгорочните интереси на македонскиот народ. Давам целосна поддршка на шефот на финансиската полиција и на сите други институции релевантни во државата, да го следат својот мандат, да ги следат своите обврски и ние да ги реализираат на професионален начин. Министерството за надворешни работи на Република Македонија информираше дека 9 амбасадори се известени за завршувањето на нивниот мандат. Причината за нивното враќање е неисполнување на членот 39 од Законот за надворешни работи, бидејќи не ги представиле дипломатските тези пред Собраниската комисија за надворешна политика пред да бидат упатени за амбасадори. Како ја оценувате ваквата одлука на Министерството и какви би можеле да бидат политичките и дипломатските последици од оваа мерка за односите на Македонија со земјите каде се наоѓаат тие амбасадори? Дали сметате дека ова одлука е дел од поширока стратегија за реформирање на дипломатската служба или има други фактори кои влијаат на неа? Дали треба дали очекувате претседателката Гордана Силјановска-Давкова да ги потпише указите за нивно отповикување? Мислам дека тоа не е спорно, дека таа ќе ги потпише. Тоа пред се прави во договор меѓу неа и власта и извршната власт, разбирате. Второ, причината е апсолутно објективна. Тие отидоа на нерегуларен пат во странство. Сеќавам јас кога бев подсекретар во Министерството, разбирате, или државен секретар бев, не е важно.
бев и едното и другото, тоа не се следува на истото, само со различни имиња. Имавме кои од претходната власт беше промена на власта, нели така, 3-4 дипломати беа отидени во странство без да завршат процедурата за нели така за превземање на функцијата и сите ни ги вративме, разбирате. Се формира една комисија, таа комисија оцени дека нивното заминување беше нелегално, непринципиелно, не така без надвор од процедурите и се тие беа вратени. Така да ова е апсолутно очекуван чин, а дека тоа нема да има никакво влијание во односите со тие држави, иако во некои држави, ако се поголеми држави, например Обединетото кралство и од таму се враќа амбасадорката, така нив им пречи кога премногу често се менуваат амбасадорите, бидејќи тоа создава обврска и за кралицата, и за кралот сега да ги прима и така натака и така натака. Се сеќавам јас кога бев во Москва, кога нели така имаше исто така нерегуларна промена на амбасадорот, тие отворени замерија, вика, ние не сме тука, вика, да си играме со вас, вика, кој ќе ви падне на памет да ги менуваат амбасадорите. Али видам, во конкретниот случај, тоа нема да има никакво влијание и дека потекот е апсолутно исправен. Господине Николски, како го оценувате значењето на вклучувањето на Македонија во СЕПА, системот за европски платежни трансфери, кој представува единствена област за плаќање во евра, особено во контекст на нејзината економска интеграција во Европската Унија и поширокиот политички и економски контекст на Западен Балкан? Какви предности и предизвици носи оваа за земјата, особено во однос на трговијата, инвестициите и стабилноста на банкарскиот систем, и како овој чекор влијае на нејзиниот пат кон полноправното членство во Европската Унија? Ова е секако чекор поблиску до Брисел, разбирате, еден важен чекор, иако е техничко прашање така на маса. Знаете, СЕПА е донесена во 2014 година и од 2000 за членките на Унијата, а во 2016 година се приклучија и други земји кои не се членки на Унијата, тоа е Швајцарија, Исланд, Норвешка и овие помалите Сан Марино, Ватикан и така натака и така натака. Тоа е систем на плаќање во рамките на Унијата со малце проширен состав, нели така, кој е поевтин, поефикасен, пофункционален, трошковите се исти како да сплаќате пари и во рамките на земјата и во рамките на целиот тој број на земји вклучени во системот, така да тоа е сериозна придобивка за Македонија и добро е што не приклучија. Тоа е едно признание, ако сакате, од страна на Брисел. Неодамна беа приклучени минатата година Црна Гора и Албанија и ние сме трета од тие земји од регионот и оние кои се на некој начин спорни, ако сакате, во тој систем. Велам, позитивно е за Македонија, позитивно ќе влијае на нашите трговски врски, на нашите односи со земјите од Европската Унија и за поздравување. Брисел, не знам што чекаше толку време да не приклучи, али во секој случај чекорот е добар, позитивен и Македонија ќе има корист од тоа. Така. Господине Николски, упорноста ни успеа, издржавме. Ви благодариме, беше задоволство, како и секое ваше учество во Македонски корени. Имајте убав викенд, се слушаме и гледаме наскоро. До тогаш, пријатно до слушање и до видување секако. Ми беше задоволство, поздрав за сите наши каде и да се. Мислам дека се обидовме да нели така објасниме некои работи од еден светоглед одавде од Македонија. Велам, Македонија оди напред, има позитивни тенденции, има позитивни правци на развој, се наоѓаме во една навистина жестока дипломатска офанзива, што ќе ни донесе придобивки на поширок план, така да велам, Македонија ќе опстане, Македонија ќе ни биде вечна и треба се гордееме со неја. Поздрав за сите. Да ни е вечна. Господин Николски, остануваме во контакт, се слушаме и гледаме наскоро. Ви ветуваме дека нема да чекаме толку многу долго 9 недели како тоа што беше во овој случај. Сепак ќе биде порано. Ви благодариме уште еднаш. Чувајте се го здравјето и требате на Македонија. Поздрав и секој добро.
Благодарам, да сме живи и здрави сите. Поздрав. Здравје.